Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во третата сезона од Македонскиот христијански подкаст. Ја снимаме првата или дебютантската епизода. И ова епизода ќе биде насловена или ќе биде со тема Нов живот во Исус Христос. Односно, наново или повторно раѓање. Што значи тоа и како ни е тоа опишано во Библијата. Никола, најпрво пред да започнеме, поминаа 2 сезони, 15 епизоди снимавме. Како е чувството или некој фидбек што си го добил од луѓе што го гледаат подкастот? Да, интересно, сакам да кажем дека ми е мило што сум пак тука, што сме пак тука за третата сезона. Фала му на Господ и конкретно за некои назад коментари што добивме за подкастот, конкретно од луѓе христијани кои веќе веруваат во Христос, бевме тотално поддржани. Фала му на Господ, значи не само на социјалните мрежи, туку и во живо и исто така и добро беше што во крајот на втората сезона не имавме гостин, кој што знаете и тоа беше и наша желба и тоа е нешто што сакавме да биде, а се оствари бидна и се надеваме за понатаму уште гости, за заинтересирани лица, заинтересирани луѓе кои ќе сакаат да учествуваат. И да, пак ќе речам сум благодарен што до тука сме стигнати, по Божја милост и се надеваме дека ќе Божјото слово ќе привлечи уште повеќе луѓе кон него и ќе се спасат, ќе поверуваат во Христос. Супер, фала ти. Да, сакаме да спомниме дека ако некој е заинтересиран да учествува во подкастот, може слободно мене или Никола да ни сконтактира или пак на мејл на македонски христијански подкаст @gmail.com. Може слободно да не пиши, да ни сконтактира, па секако би снимиле и епизода со некој гостин секако. Да, и многу сме среќни и радосни. Еве, јас лично можам да кажам дека што снимивме 15 епизоди, фала му на Господ, и еве сега ова е 16-та епизода по Божја милост и благодат го правиме ова. Да се вратиме на темата сега. Нов живот во Исус Христос. Една тема која ја дискутиравме со Никола и размислувавме и како да ја почнеме третата сезона, па одлучивме со што значи тој нов живот во Исус Христос. Зошто е тоа важно за секој христијанин и како тоа се случува во животот на еден човек. Како вовед ќе прочитам јас 3 стихови од Евангелието според Јован, 3 глава. Тоа е еден разговор помеѓу Господ Исус Христос и Никодим, кој е јудејски старешина и фарисеј. Во 3 стих од Евангелието според Јован, Исус ни кажува за наново раѓање, односно раѓање повторно. Исус му одговори и рече: "Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство." Значи, Исус разговара со Никодим и му кажува дека ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Во 4 стих Никодим прашува, како и сите луѓе што имаат некакво прашање, тој прашува: како може некој што е стар да се роди? Ќе го прочитаме сега тоа. Никодим му рече: како може да се роди човек кога е стар? Зар може повторпат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Сосем валидно или легитимно прашање поставува Никодим. Тој е веќе, не знам колку години има, или ние, еве, јас имам 24, ти имаш 22 скоро наполни. Како може пак да се родиме? Тоа е прашањето. Ние веќе сме се родили од мајка. Да. И сега сме, така годините си врват, скоро имаше Никола роден ден, скоро јас роден ден, ќе полнам 25 години. Годините си врват, си поминуваат, а ние старееме. Како можеме повторно да се родиме? Легитимно прашање. Во 6 стих имаме одговор кој го дава Господ Исус Христос. Тој вели: роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Гледаме тука
Исус го спомнува Светиот Дух, дека ако се родиме од тело, што сме родени веќе од тело, ние сме тело. Да, јас имам тело, ти имаш тело. Меѓутоа, вика, роденото од дух, дух е. Интересна работа и важна работа. Ова би беше само еден вовед околу тоа што ќе го дискутираме во ова епизода. И, еве, би почнал со прашање до Никола. Како може да се роди човек од озгора? Или што е тоа наново раѓање, повторно раѓање, нели? Еднаш е веќе роден тој телесно и како може да се роди од дух? Да, тоа е доста битно, би рекол најбитно во Светото писмо, кога поминуваме, кога читаме и за еден христијанин, нели ние знаеме дека, или се надевам дека знаеме дека секој човек кој верува во Господ Исус Христос има право да се нарече христијанин, односно Господ му дава привилегија да се нарече Божјо дете, Божи човек, ќе речеме тој Божи човек. Тоа кажуваме едноставно му не е како титула некоја која тој ја снабдил со негови добри дела, со бидејќи бил добар човек, бидејќи многу дарувал, иако тие се добри работи да се прават и Господ ги бара од нас, но тој вели да се родиме од озгора тука. И конкретно врска со тоа прашање што јас сум го прашал, не го прашал сум Никодим, се надевам и ти си го прашал пред да си поверувал, сум го прашал. Јас дури сум го читал Светото писмо. Ке продолжам понатаму со читање на стиховите во врска со тоа, сакам од истата глава, понатамошните стихови, да дам коментар во врска со тоа. Ке продолжам од 8 стих кој вика: Ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Никодим му одговори и рече: Како може да биде тоа? Исус му одговори и рече: Ти си Израелев учител и не го знаеш ли тоа? Вистина, вистина ти велам, зборуваме за она што знаеме, сведочиме за она што сме виделе, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земните работи, како ќе верувате ако ви кажувам за небесните? И никој не отишол во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син кој е во небото. И како што Мојсей ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син, да секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Судот се состои во ова: светлината дојде во светот, а луѓето засакаат темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат открини неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Че конкретно, од овие стикови што ги прочитав, кај мене лично најголем импакт, најголемо делување бил на 16 стих и 17 кој пак ги прочитам, зашто Бог вели толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. И 17 зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Значи, кога ќе читаме тука посебно последната реченица, 17 вика, за да тој што верува, значи преминува од смрт во живот, односно не оди на суд, а тој што, значи Исус Христос дојде за да не осуди, туку да се спаси светот преку Исус Христос. И тој да го спаси светот, односно да не спаси нас, од што да не спаси. И тоа истото слично прашање можеме да го споиме со тоа што ги имаше прашањето Никодим, што го имавме. И ние како може човек да се роди од озгора кога веќе е во години, кога веќе е наше роден
и пораснал, и живее, и е жив. И зборовите на Исус Христос, кој вели дека да се родиш од озгора, тоа значи дека ние треба во единородниот син кој Господ Бог го прати и го даде својот живот за нас, и секој кој верува во него нема да загине, вели, туку има вечен живот. И тој вечен живот, таа вера, таа надеж ние која што треба да ја поставиме во Господ Исус Христос и неговата жртва на крстот, ни го одговара тоа прашање кое можеме да го имаме, кое го имаше Никодим, како да се родиме од озгора, како да се родиме од дух, духовно да се родиме. Што вели Христос. Тука и поентата што ја прави му беше таа, дека Господ Исус не дојде на овој свет за да го суди светот, туку светот да се спаси преку него. И ќе се спаси секој оној кој верува во неговата жртва која беше бидна пред 2000 години, исто така и неговото погребение и воскресение од мртвите на третиот ден. И како што Исус Христос вели во 13 стих дека никој не отишол во небото освен оној кој слезе од небото, човечкиот син, Господ Исус, така и еден ден поради нашата вера во Господ Исус Христос и ние ќе одиме кај него, односно после нашиот последен ден, после нашиот животен век, ќе одиме кај него. Значи ќе одиме кај него на небото за сите оние кои веруваат и ќе бидат со него, но за тоа да се служи за човек да се наново роди, да се роди од озгора, треба да поверува во единородниот Божи син, Господ Исус Христос, кој самиот Бог, татко да го испрати во овој свет своеволно, за да пострада на крстот за сите, да него, пак ќе спомниме, да не го суди светот, туку светот да се спаси преку него. Господ Исус ќе суди еден ден, да, но тоа ќе биде на неговото второ доаѓање. А тоа што веќе го направи, беше тоа што се даде самиот себе за нас, жртвата помирница за целиот свет, и за секој кој верува во него, за да не загине пак, туку да има вечен живот. И тоа е тоа што го прави еден човек да се наново роди, да стане Божи човек, да се роди од Бога, од дух да се роди. Некако, не само од волја на маж, како што читаме во Јован првата глава, и што сме читале преходно. Така да тоа би било тоа што јас би го споделил така накратко врска со тоа што сум разбрал, односно што Господ Исус ми го открил. Интересно. Да, она што го спомна дека Исус повторно се враќа, да, тоа е вистина. И дали ние Исус ќе го дочекаме како наш Господар и наш Спасител или наш судија? Зошто страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Тоа го кажува Светото Писмо. Дека Бог е праведен и секој ќе биде суден според своите дела. Ако сме искрени и реални, ние знаеме дека нашите дела се зли. Што значи тоа? Тоа значи дека сите ние сгрешивме. Нема ниту еден кој е праведен и да кажи јас никогаш немам сгрешено. Јас се сум направил како што треба. Се што сум направил секогаш добро. Но реалноста е дека не е така. Барем еднаш, што не е еднаш, туку е повеќе пати секој сгрешил, сме сгрешиле. Но, знаејќи го тоа, Бог одлучи да го испрати Исус да умре на крстот за сите наши гревови. Минати, сегашни и идни. Еднаш за секогаш. Знаејќи дека ние ќе сгрешиме и не сме совршени луѓе, овозможи преку вера ние да имаме пристап до него. Преку вера, значи ние треба само да веруваме, да го прифатиме она што Исус го направи на крстот за нашите гревови. Дека тој ги плати сите во целост. И така Бог не помирува со него,
ни го дава оправданието. Праведноста која ја имаше Исус, ја има Исус, ни е препишана на нас, бидејќи тој ги зеде врз себе сите наши гревови. Тоа е она што се случи на крстот. И вика Исус така, секој кој верува има вечен живот. Што е тоа вечен живот, Никола? Тоа е новиот живот, така? Нешто околу тоа да споделиш? Да, новиот живот со Господ Исус, конкретно можам да прочитам уште еднаш од Светото Писмо. Би прочитал од Римјаните, 5 глава, од 6 до 11 стих, кој малце кажува за тоа што ме праша и е многу интересно за новиот живот. Господ Исус Христос, кој ни го даде и е факт дека започнува од моментот кога ќе поверуваме, не вели ќе поверувате и може да добиете вечен живот, туку не вели гарантирано, ако само се засноваме на Божјата жртва, која со зборовите на Исус, кога го предаде Духот, рече се заврши, не рече допрва уште треба да правите. Нас луѓето. Оти нашето се знае, ние се знае што направивме и Господ Исус Христос дојде поради таа цел, поради тоа што направивме лошо и дојде. Не лошо, многу лоши работи направивме уште. Правиме, но се трудиме да не ги правиме, се надевам, и затоа тој дојде. Но кога ќе поверуваме во Господ Исус Христос и тој нов живот што тој само го дава и само тој го дава и го зема, знаеме дека го зема, многу работи кажува Библијата, Светото Писмо и Бог, Господ кажува, многу работи ни дава инструкции, ни дава начини како во новиот живот, се како веќе Божи луѓе кои преконо не го познава Господ Исус, му беа со тешките зборови кои се сепак библиски непријатели на Бог, сега помирени преку жртвата на Христос, многу работи Бог има за наше добро, кои можда ни ги кажува, кои ќе ги правиме, му сме угодни, му угодуваме Него. Некој не ги прочитам во Римјаните 5 глава, од 6 стих до 11, кој вели, зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. За праведник одвај некој ќе умре, а за добриот можеби некој и ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Сега, откако сме оправдани во Неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку Него, зашто ако сме помирени со Бога преку смртта на Неговиот Син, додека бевме непријатели, толку повеќе, веќе помирени, ќе се спасиме во Неговиот живот. И не само тоа, туку и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. Значи, јасно тука пише дека се помиривме со Бога преку смртта на Господ Исус Христос, односно на Неговиот Син, ама кажува дека бевме пријатели, додека бевме непријатели. А сега во новиот живот, поверувани во Господ Исус, вели колку повеќе веќе помирени, значи не сме повеќе непријатели, сега не само што сме помирени што на човечки термини извини рековме, туку сме сега едно, туку не можеме без Него сега. Тој ако не е, ние немаме животот и тој е, знаеме патот, вистината и животот. Тој пред се Бог самиот, Господ Бог уште во кај првите луѓе, кај Адам и Ева, како пиши, тој му вдакна преку својот здив живот на првите луѓе. Така и со сите останати. И за сите останати важи исто тако. Не е тој, ние нема ни да живееме. И тука кажува, бевме непријатели, минато свршено, и сега помирени, колку повеќе вели ќе се спасиме во Неговиот живот. Значи во животот кога сме со Него, сега колку сме спасени, колку многу голем нагласок дава на тоа спасени и веќе помирени.
вели. И не само што сме помирени и што сме спасени во Него, вели, туку се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Ова што го правиме сега, овие 2 сезони, да сега на некој начин, не на некој начин, туку така е, ние не се фалевме со своите способности, колку сме јаки, колку сме добри камера или микрофон, колку имаме, колку ние сме добри спикери, туку се фалевме со Господ Исус, со Божјото Слово. И продолжуваме тоа да го правиме, бидејќи Господ ни открил, ни кажал дека понатаму во новиот живот се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. И секој оној кој го разбира, кој разбира таа големина, таа големата суштина на помирувањето со Бог, што значи преку жртвата на Исус Христос, преку верата во жртвата на Исус Христос, и помирувањето што значи сега, понатаму, не само тоа горе што го разбравме, туку и понатаму се фалиме со Бога. Некои тие работи што треба да ги правиме како ќе добиеме нов живот преку верата во Господ Исус Христос и се фалиме со Бога преку Господ Исус. Бидејќи знаеме дека добивме помирување сега и живееме помирени како Божји чеда со Него и во Него и така чекориме. И тоа е многу битно за секој ден човек да го знае многу најбитно, кое му дава мир во душата, кое го ослободува знаејќи дека таков Бог милостив, кој без разлика на сите беззаконија што сме ги направиле, одлучи да дојде своеволно на земјата, да пострада за нас и на место нас на крстот на Голгота и да ги земи сите гревови на човештвото. И како што бевме непријатели, сега не сме повеќе, не направи помирени, не спаси во неговиот живот. Тоа. Интересно тоа што го сподели во врска со помирувањето и да ја сватиме таа жртва што ја направи Исус на крстот, дека таа жртва помирница, че ние сме помирени во мир со Бог. Јас сакам да прочитам исто од апостолот Павле во второ послание до Коринтијаните во 5 глава, 17 стих. Павле ни пишува: И така, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Што значи старото помина, се стана ново? Стариот наш живот, јас, Димитар, ти, Никола, ние пред и после Исус имаме историја, би ја нарекол. Значи, пред Исус ние сме живееле еден живот кој бил без Исус. После Исус живееме еден нов живот и Павле вика: старото помина, стариот Диме, стариот Никола поминаа. Ете, се стана ново. Кој е во Христос, тој е ново создание. Значи, моментално, јас, Никола и секој кој верува, твојот стар живот помина. Ти си ново создание во Христос. Стариот живот е поминат. Значи, сега ти треба да живееш за Бог. Претходно си живеела без Бог, си правила гревови и не те интересирало дали тоа е во ред, не е во ред и каде тоа те носело. Меѓутоа, Христос умре за тие гревови, за тој твој стар живот, беше погребан, твоите гревови се погребани и воскресна. Тоа е новиот живот. Воскресна Исус од мртвите. И на секој што верува, денес, сега во овој момент што ја става верата, тој станува ново создание. Тој има вечен живот. Поради тоа што го направи Исус пред 2000 години на крстот. Умре за тој наш стар живот. И ние сега треба да живееме нов живот во Исус Христос, како ново создание. Старото помина. Не треба повеќе да се подсеќаме на старото. Туку треба да живееме во
новото создание. Сакам сега да навлезам во една тематика. Слободно, Никола, ако ти текни нешто, може да додаеш, да искоментираш. Што значи да си наново роден? Или кои карактеристики ги има човек кој е наново роден? Односно, што тој прави и како е опишан во Светото писмо? Наново роден човек. Сега ќе прочитаме малце во Светото писмо околу тоа кое значење го има тоа наново раѓање или кој е оној наново роден човек. Наново роден е секој кој верува дека Исус е Христос, односно Исус е Месијата, помазаникот кој е испратен од Бога. Во првото послание на апостолот Јован, значи прво Јованово, 5 глава, 1 стих, ни пишува: секој кој верува дека Исус е Христос, роден е од Бога. Секој кој го љуби родителот, го љуби и оној кој е роден од него. Понатаму, оној кој е повторно или наново роден, не врши грев. Оваа тема треба да се објасни подетално. Дали тоа значи дека јас повеќе, откако поминало старото, се станало ново, нема никогаш да сгрешам? Да видиме што вика Светото писмо. Ке прочитаме, значи од првото Јованово послание, 1 глава, од 5 до 10 првин ќе прочитаме. И ова е веста, што ја чувме од него, што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. И крвта на неговиот син, Исуса Христа, не очистува од секој грев. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и неговото слово не е во нас. Има овде неколку ако и ќе ги видиме тие работи, тие ако изјави. Значи, изјавата секој кој е роден од Бога не врши грев, треба да се разбери добро. Значи, ако речеме дека имаме заедништво со Бог, значи сега се задржуваме на првото ако, односно ајде да се навратиме во 5 стих. Да одиме стих по стих малце. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Тоа е изјавата на Јован. Понатаму, првото ако. Ако речеме дека имаме заедништво со него, а одиме во темнина, значи темнината е спротивна од светлината, лажеме и не ја вршиме вистината. Значи, ако ние кажеме дека веруваме во Бог, а останеме во темнина, темнината е гревот, тогаш ние лажеме и не ја вршиме вистината. Другото ако. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот, како што е Бог самиот светлина, имаме заедница еден со друг. И крвта на неговиот син, Исуса Христа, не очистува од секој грев. Крвта на Исус Христос не очистува од секој грев. И мислам дека во Евангелието според Јован, може да го пребарате на интернет стихот, значи луѓето, светлината дојде во светот, но светот не ја прифати светлината, не го прифати Исус, бидејќи делата им беа зли. Значи, ако одиме кај Исус, ние
одиме да ни се откријат нашите дела. Да ги исповедаме нашите гревови. Ќе стигнеме и до тој дел. Значи, ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе и вистината не е во нас. Значи, треба да сме свесни дека имаме грев, меѓутоа, сега стигаме до другото, ако ги исповедаме. Значи, треба да ги исповедаме сите гревови. На кој да му ги исповедаме? На Бог. Зошто? Продолжува стихот. Тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Значи, свесни сме, имаме грев, направив грев, удам ги исповедувам кај Бог. Тој е верен и праведен да ми ги прости и да ме очисти од секоја неправда. И последното, ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и неговото слово не е во нас. Сега ќе продолжам со тие изјави каде што се објаснува околу роденото од Бога дека не врши грев. И малце уште подетално да навлеземе во таа тематика. Во 1 Јованово, 3 глава, 9 стих, пишува: Секој кој е роден од Бога не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши зашто е роден од Бога. Значи, ние сме родени од Бога и неговото семе останува во нас. Семето е исто така и Словото. Ако Словото пребива во нас, ние нема да може да грешиме. А исто така, човечката природа, значи грешната човечка природа, која по дефолт, би рекол, сака да греши, е искоренета. Духовно, рековме ние дека сме ново битие, ново создание. Претходно бевме мртви во нашите гревови, сега сме ново создание. Старото помина, се стана ново, како што читавме. Затоа ние имаме нова природа која не греши. Внатрешно ние сме нови луѓе. Меѓутоа телесно се уште сме слаби. Го чекаме новото тело. Има и стих во Библијата каде што ни кажува: телото е слабо, но духот е бодар. Кој се во телото, че кој живее во телото, телесно, ќе пожнее смрт. Кој живее во духот, ќе пожнее живот вечен. Односно живот. И сега во 1 Јованово, 5 глава од 13 до 17 стих ќе читаме. Ова ви го пишав вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. И ова е смелоста која имаме кон Него, да не слуша ако просиме нешто по Неговата волја. И знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молитвите што ги побаравме од Него. Ако некој го види својот брат да врши грев што не води кон смрт, нека моли и ќе му даде живот. Имено на оние кои не вршат грев што води кон смрт. Има грев што води во смрт, за тој грев не велам да моли. Секоја неправда е грев, а има грев што не води во смрт. Интересно како аргументира Јован. Прво ни објаснува дека ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот Син. И не потсеќа во продолжение, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Значи не уверува во вечниот живот. И продолжува. И ова е смелоста која имаме. Значи, смелост. Со сигурност во нештото. Смелост која имаме кон Него. Замисли да го кажеш тоа. Дека имаме смелост кон Бог. Дека имаме пристап кон Бог. Дека не слуша ако просиме нешто по Неговата волја.
Бог слуша ако молиме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Значи молиме по негова волја и знаеме дека ги имаме добиено молитвите што ги побаравме од него. Сега продолжува и објаснува ако некој го види својот брат да греши. Јас лично имам сгрешено како ново создание, односно телесно сум направил греф. Ако Никола ме види мене, ќе ми рече дека секој што е наново роден, односно роден од Бога, не греши. До тука што вика апостолот Јован? Апостолот вика дека ако го видиме некој свој брат да греши, што не води, значи да врши греф, што не води кон смрт, нека моли. Нека моли за него, нека се моли за него. И ќе му даде живот, имено на оние кои не вршат греф што води кон смрт. Има греф што води кон смрт. За тој греф не велам да моли. Секоја неправда е греф, а има греф што не води во смрт. Значи, ние знаеме дека духовно сме нови созданија. Духовно сме ослободени од казната за гревот. Ние сме оправдани, ние сме Божји деца. Не сме робови на гревот. Ние сме живи за Бога. Телесно сме слаби. И затоа мора да одиме и да живееме во духот, а не во телото. Бидејќи телото е слабо. И овде не подсетува Јован да се молиме за својот брат. Во Прво Јованово, во продолжение, значи од 5 глава 18 стих, Јован ни кажува дека знаеме дека ниеден кој е роден од Бога не греши, туку родениот од Бога се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Значи, оној што е роден од Бога треба да се пази себе си и лукавиот нема да се допри до него. Понатаму ќе прочитаме дека оној што е од Бога роден, тој љуби и го познава Бог. Во Прво Јованово, 4 глава, 7 стих. Возлюбени, да се љубиме еден друг. Зашто љубовта е од Бога. Секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. Значи, исто има стих, не дека ние сме го возлюбиле Бога први, него Бог не возлюби нас. Со тоа што го испрати својот син да умре на крстот, додека уште бевме грешници. Ние не бевме праведници, Исус не умре за нас праведниците, за нас грешниците умре. А сега, бидејќи сме поверувале во Исус Христос, сме ја прифатиле неговата жртва на крстот, ние сме праведници, оправдани преку верата во Исус Христос. Сега треба да живееме како праведници, како оправдани, за Божја слава треба да живееме, а не во нашите гревови како претходно. Треба, значи, да љубиме. Една од карактеристиките на новороден човек е љуби. И ако љубиш, значи си го познал Бог. Ако не љубиш, не си го познал. Секој кој го љуби братот и врши правда, од Бога е роден. Повторно Јован не подсеќа дека љубовта кон братот, кон ближниот и правда, вршење на правда. Во Прво Јованово, 2 глава, 29 стих. Ако знаете дека тој е праведен, знаете дека секој кој врши правда е роден од него. Значи, ако знаеме дека Бог е праведен, секој кој извршува правдата на дело е роден од Бог. Прво Јованово, 3 глава, 10 и 11 стих. По ова се познаваат Божјите деца и ѓаволските деца. Секој кој врши правда и не го љуби, секој кој не врши правда и не го љуби својот брат, не е од Бога,
Зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. Значи има разлика помеѓу Божите деца и ѓаволските деца. Вика, секој кој не врши правда и не го љуби својот брат, не е од Бога. Зашто веста што ја чувте од почетокот е да се љубиме еден друг. Господ Исус кажа дека во 2 заповеди се состои целиот закон. Љуби го Бог со сето свое срце, сиот свој разум, сета своја сила и љуби го, и втората е слична на оваа првата што ја кажав. Љуби го ближниот како себе си. Значи да го љубиме Бог и да го љубиме ближниот. Со тие 2 заповеди ние го исполнуваме целиот закон. Преку верата во Исус ние веќе сме го исполниле. Меѓутоа треба да продолжиме да живееме како спасени луѓе кои ги спасил Исус, како наново родени луѓе за Него. Не за себе. Не за светот, не за моите родители, туку за Бог. Секој што верува во Исус Христос, тој треба да живее за Бог. Ако живееме за Бог, ние ќе ги љубиме нашите луѓе. Нема да му штетиме. Ќе ги љубиме нашите браќа, нашите сестри, нашите родители. Ако го љубиш некој, ќе му правиш добро. Секој кој прави добро од Бога е. Уште една карактеристика. Правењето на добро. Во трето послание Јованово, 1 глава 11 стих, пишува: Возлюбен мој, не угледувај се на злото, туку на доброто. Кој прави добро, од Бога е. Кој прави зло, не го видел Бога. Многу јасна изјава дека ние не треба да се угледуваме на злото. Некој ќе каже, јас верувам, јас сум христијанин, сите тие работи, да, убав религиозен речник има, брате мој. Ама вика овде, не се угледувај на злото, туку на доброто. Кој прави добро, од Бога е. А кој прави зло, не го видел Бога. Секој кој е роден од Бога, го победи светот. Во 1 Јованово, 5 глава, 4 стих. Зашто се што е родено од Бога, го победува светот. И ова е победата, која го победи светот. Нашата вера. Нашата вера го победи светот. Тоа исто така ни го кажува Господ Исус Христос. Јас ви го давам, мојот мир, вика, не како што го дава светот. Имајте мир во мене, бидејќи јас го победив светот. Ние треба да имаме мир во Господ Исус Христос, бидејќи тој го победи светот. 1 Јованово, 4 глава, 4 стих. Вие сте од Бога дечиња и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас отколку оној кој е во светот. Оној кој е во нас, во сите што веруваат, е поголем од оној што е во светот. Значи, Божиот дух, Светиот дух кој живее во секој верник е поголем од оној дух кој е во светот. И ние го победивме светот преку верата во Господ Исус Христос. И ние сме дури и повеќе од победници. Ние сме сонаследници. Се што му припаѓа на Исус, ни припаѓа и нам. Тоа го направи Исус Христос поради својата љубов која има према нас. Значи станавме сонаследници на Исус Христос. Која голема работа е тоа? Нешто многу големо, нешто многу возвишено, кое може само Бог да го направи, Бог да го вети и Бог да го испорача. Сега, малце да се свртиме, видовме во Светото Писмо кои се тие карактеристики на наново роден човек, дека ние сме го победиле овој свет, дека не вршиме грев, иако
некогаш ќе сгрешиме, но треба да знаеме дека духовно ние сме нови созданија. И ако ги исповедаме нашите гревови, Бог е верен и праведен да ни ги прости и да не очисти од секое беззаконие, од секоја неправда. Видовме исто дека оној што е роден од Бог, љуби, го љуби братот свој. Исто ја извршува и правдата. Извршува правда. Тоа му иди природно, а не неправда. И сега ќе се вратиме малце осврт према нашиот живот. Старото, какви сме биле, какви сме, значи пред Христос и после Христос, нели, како што го сметаат времето, денес како што го сметаме времето. Пред Исус и после Исус. Значи пред раѓањето на Исус и после раѓањето на Исус. Сега ние би го дискутирале нашиот живот пред да го запознаеме Исус Христос и нашиот живот после среќавањето со Исус Христос и што Исус Христос направи во нашиот живот. Како, Никола, се случи тоа и каков беше, каков си сега? И како го живееш тој нов живот во Исус Христос? Сигурно сте слушнале за терминот робовладетелското општество и тоа што беше порано, знаете, и тие страшни моменти, периоди кои луѓето ги врвеа, кои беа робови на тие големите империи, големите царства. Така во Библијата е опишан оној човек кој е на некој начин уште под законот, под Божиот гнев, кога што читавме, нели, Божиот гнев останува врз оној кој не верува во Господ Исус Христос. И пред да поверуваш, Светото писмо, тој живот на некој начин не само што го нарекува непријател на Бог, одвинат Богот, туку нас не нарекува робови на гревот. Дека му сме робови на гревот и лично секој нормално може да си каже, ама кај мене лично тоа робување, да речем, на гревот и тоа искуство како да се биде Божи непријател беше едноставно тешко. Ти кога му си роб на гревот, иако без живот во Исус Христос, без Светиот Дух во тебе, реално на секој некој не верува, не го интересира дали на Бог му е мило тоа што го прави, дали тој грев што го прави на Бог му смета, го ожалостува, или нас дали не е убо. Тоа си гледаме, си гледаш дали ти е тебе убо и си гледаш што луѓето мислат за тебе и си гледав што луѓето мислат за мене и колку добри збори имат дека, како што кажа преку, но колку си супер, колку си совршен, колку разбираш со тек на време, односно твојот лимитиран мозок, твојот ограничен мозок, твоето ограничено срце од камен тоа време пред Господ Исус да го направи од крв и месо, срце, ти размислува дека тебе не ти треба Бог. Господ Исус не ти е потребен и ти живееш и teraz кај мене лично, јас живеев во некоја си своја слобода замислена, која мислиме само, како што кажав, замислена е, а всушност длабоко сме, длабоко му робуваш на гревот, длабоко си во тој грев, гревовите, загливан, што би рекле, и ти треба спасител, ти треба да се ослободиш од сите тие гревови кои си ги направил, кои си ги правил и допрва ќе ги правиш во тоа време нормално и гневот што го чувствуваш кон луѓето без разлика дали луѓето ти изгрешили или не, едноставно таков си ти, таков бев, разбираш, своја некоја слобода си даваш во твојот мозок и ти се чини дека можеш да направиш се што сакаш, дека на Господ не го интересира дали твојот живот оди во насока која што сака тој или насока која што сакаш ти. Не ти интересира едноставно за Бог воопшто. Не ти интересира што мисли Бог за тебе и не ти интересира дека Господ има план за тебе и волја за тебе. Тоа
беше кај мене и во врска со тоа робување на гревот и ослободување, сакам конкретно една компарација да направам, како што кажав, за мојот живот и да прочитам од тоа што го вели Светото Писмо за конкретно за тоа робување и ослободување во новиот живот, сега живејќи го новиот живот во Христос, од кога поверувавме. Тоа е текстот што сакам да го читам, што се најде во Римјаните 6 глава, овај пат. Ги читам од 1 до 12 стих. Таму вели: и така што ќе речеме, да останеме ли и натаму во гревот, за да се умножи благодатта? Далеку од тоа, ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така, преку крштувањето во смрт, да погребани сме заедно со него, така како што Христос воскрес од мртвите, преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Зашто ако сме соединети со него, во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Тоа го знаеме, нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот. Зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христа, веруваме дека ќе живееме со него. Зашто знаеме дека Христос, кој воскресна од мртвите, веќе не умира. Смртта нема веќе власт над него, зашто ако умрел, умрел за гревот, еднаш за секогаш. А што живее, живее за Бога. Така и вие сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа, нашиот Господ. Значи, човекот кој ќе поверува во Исус Христос, како што му бил преходниот живот без него, пред се непријател на Бога и понатаму не го интересира што мисли Бог за него, мисли дека тој е совршен и дека може да прави што сака, законот не го пристига, не го стига законот, не важи тоа за него, тој без разлика на се е совршена личност. Светото Писмо, Библијата кажува дека таквиот човек кој е без Бог исто така му е роб на гревот, му робува на гревот и чим Светото Писмо го опишува тоа со такви зборови, тоа значи дека за Бог тоа нешто е сериозно. Дали ние сме роб на гревот, непријател на Бог, или сме мртви за гревот и пријател за Бог. Пријател со Бог, тоа на Господ Исус Христос му е многу битно и затоа е воопшто напишано овој текст и овие стихови кои ги читавме и за да знаеме дека оној кој верува во Господ Исус Христос и разбира неговата смрт, вели, зашто тој кој умрел, вели, е оправдан од гревот. И сега, па ќе прочитам, ако умревме со Христа, веруваме дека ќе живееме со него. Значи, умревме со Христа, значи заврши тоа робувањето на гревот и изгубеноста во тоа робување. И вели, веруваме дека ќе живееме со него од кога умревме со Христа. И знаеме, вели, дека Христос, кој воскрес од мртвите, веќе не умира. Смртта нема веќе власт над него. И тоа е исто со нас. Вели, зашто ако умрел за гревот, еднаш за секогаш, значи умрел за гревот, назад кај тоа робовладетелско општество и роб на гревот нема враќање, оти еднаш за секогаш, вели, умрел, и што живее сега од таа смрт што пременил во живот. И сега што живее, вели, живее за Бога. Не живее повеќе за себе, не е повеќе егоистичен, не си вели самиот јас ќе правам што сакам, не ме интересира за Бог и јас сум совршен, односно законот не ме стига, законот не важи за мене. Сега вели дека живее и живее за Бог. Не е повеќе мртов во гревот. Не му робува повеќе на гревот. И вели да се сметаме себе си мртви за гревот, арно ама живи за Бог во Исуса Христа, нашиот Господ, кој знаеме умре на крста за нашите гревови, кои му бевме робови на, и од кога ќе поверуваме во него, во неговата смрт, неговото погребение, неговото воскресение на третиот ден,
имаме право, Господ односно ни дава право да се сметаме себе си дека да сме мртви за гревот и од тога што тоа поверување, од кога ќе сме сертифицирано мртви за гревот, вели живи сме за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. Значи, каков бев јас пред Исус, бев мртов. Пред да го запознав Исус, пред да поверувам во Него, Диме и сите останати кои не верувале во Исус, биле мртви во гревот, му робувале на гревот, иако тоа не го знаеле, а сега го разбираат многу повеќе толку тоа време, и сега во новиот живот, вели, се живи за Бога во Исуса Христа и мртви се за гревот, значи тоа робување на гревот, тоа рабовладетелско општество заврши. Не сме повеќе ние во тоа сериозно нешто кое секој човек треба да бара. Спас од Бога, да се обрати кон Бог, да се покае за своите гревови, да го прифати Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител и да има вечен живот во тој момент, да поверува исто така во неговото воскресение на третиот ден, кој вели дека поради тоа сме живи во Бога, поради тоа што Исус Христос го направи. Тоа, за мене накратко би го кажал така. Супер баш. Баш интересно тоа што го сподели и е нешто што е за размислување. Односно, човек кога ќе го доживее, може да го раскаже, може да го каже на други луѓе. Да, и интересни ситуации и како начинот на размислување, кај мен лично можам да споделам дека начинот на размислување е нешто кое драстично се смени откако се запознав со Исус. Претходно центарот околу што гравитираше моето размислување или што би рекле народно, смислев дека светот се врти околу мене. Порано играв и тренирав фудбал, па нели можеби кај спортистите е тоа феномен, сакаат тие да бидат, не знам, неуспешни, егоисти, да ги имаат најдобрите девојки и се тоа така. Па тоа живеев еден егоцентричен, значи околу мене да се врти светот, еден егоцентричен живот. Меѓутоа, откако поверував во Исус Христос, откако тој ме роди наново преку Духот, сега центарот на мојот живот е Исус Христос. Околу Него се движам, од Него учам и за Него живеам. А претходно, тоа си го правев за самиот себе си. И тоа, знаете каде ме доведи претходно? Никаде. Во смрт. Ако продолжев по тој пат, тоа ме носеше во смрт. Но фала му на Господ Исус Христос што тој ме најде и ме спаси и ми го смена начинот на размислување. За да бидиме, односно да бидам христоцентричен. Во центарот да е Христос, а јас да се движам кон Него, околу Него и тој да биде центарот во мојот живот. Да гравитирам околу Него, а не околу себе. Бидејќи тој е Господ, Господарот, тој има големи планови за секој ден. И да се биде, да се живее според неговата волја е најдоброто нешто што може некој да го искуси. Меѓутоа, треба да се откажеш, да се одречиш од самиот себе. Од своето его да се откажеш, да кажеш, Исусе, јас тебе ќе те следам. Ќе живеам за тебе, Господе. Нема да живеам за себе. Тоа беше нешто кај мене што се случи така накратко. Ви препорачувам да ги погледнете првата епизода, мислам дека имавме споделување на нашите сведоштва, значи што Исус направи во нашиот живот. Каде сме биле, на кое дно сме биле, на кое дно во животот и од кое дно Бог не извлече. И каде не постави. Значи не спаси, не постави во Неговото Божјо царство. Тоа е нешто големо, нешто што само Бог може да го направи. Божјата рака не е куса.
туку таа може да ве извлече од било каква ситуација. Бидејќи Бог е Бог на чудата, односно Бог семоќниот. Едно од имињата е Ел Шадај, Бог семоќниот. Че Бог може се. Она што не е возможно за мене, за тебе, за нас луѓето, за Бог е возможно. Меѓутоа, треба да веруваме и да му се довериме. Сега, прашање на крајот. Како еден заклучок, како сума сумарум, што би рекле, дали знаеш со сигурност во твоето срце дека ти си наново роден, дека ти имаш примено нов живот од Господ Исус Христос. Дали тоа го знаеш? Ке ти прочитам неколку стихови, се обраќам на ти, кој си зад екранот, кој го гледаш и слушаш ова. Ке ти прочитам неколку стихови околу тоа. Во 2 Коринтијаните, 5 глава, 17 стих, како што го прочитавме на почетокот, пишува: И така, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Значи, кој е во Христос, кој верува во Христос, тој е ново создание. Старото помина, се стана ново. Во Стариот Завет, Бог преку пророкот Езекиел ни кажува во 11 глава 19 стих, книгата на пророкот Езекиел: И јас ќе им дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во нив, ќе го откорнам нивното камено срце и ќе ставам во нив срце од месо. Че Бог ќе ни стави ново срце од месо, ќе го откорни нашето камено срце. Во Римјаните 10:9 пишува: Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Тоа е она што Бог ти го гарантира. Ти го гарантира спасението. Ако ти со твојата уста исповедаш јасно и гласно, без двоумење, дека Исус е Господ. Господ на твојот живот. Многу луѓе кажуваат Исус е Господ или Господ Исус, меѓутоа не е нивниот Господар. Не е во нивното срце. Не се христоцентрични, него се егоцентрични или светоцентрични. Живеат за светот, живеат за себе си, за своите задоволства. Не. Господ. Исус е Господ. Исус твојот Господ. Исус мојот Господ. И ако во твоето срце веруваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Тоа е што ти го гарантира Бог. Тоа ќе ти го даде Бог. И сега те повикувам на молитва. Молитва каде што ќе побараме од Бог да те роди преку Духот, да те роди наново. Доколку не си сигурен дека тоа си го направил или си го доживеал. Ќе го молиме Бог за тоа. Татко Небесен, Господи Исусе Христе, доаѓаме пред Тебе во понизност, Господе. Доаѓаме и ги признаваме сите наши гревови, Господе. Ти кажуваш дека роденото од дух е дух, а роденото од тело е тело, Господе. Те молиме, Господе, дојди во нашиот живот. Ти седни на престолот на нашиот живот, Господе. Ти стани и биди господарот на нашиот живот. Те прифаќаме како Господар и Спасител. Ти си оној кој умре на крстот за моите гревови. Беше погребан за моите гревови и воскресна на третиот ден. И верувам во срцето дека Бог те воскресна од мртвите. Те молам, Господе Исусе, дај ми го Светиот Дух и роди ме наново. Откорни го ова камено срце и дај ми срце од месо, Господе. Те молам во името на Исус Христос. Амин. Доколку тоа го молиш со вера,
Бог ќе ти го даде. Бог ги наградува оние кои веруваат дека постои. Ако на вистина веруваме дека Бог постои и ги слуша нашите молитви, тогаш тоа ќе биде. И сега, ти со сигурност можеш да знаеш дека си ново создание во Исус Христос. Доколку исповедаш Исус е мојот Господ, мој Господ, и веруваш во срцето дека Бог го воскресна од мртвите. И сега ти треба да живееш еден нов живот. Нов живот за Господ Исус Христос. Нов живот во кого ти ќе го слушаш Неговиот глас. Ќе се приклучиш на Неговото стадо, на Божиото стадо. И ќе се запознаваш подлабоко и подобро преку Светото Писмо. Тоа ти го посакуваме, јас и Никола, од се срце, дека тој чекор да го направиш. Чекор на вера. И да го следиш со сето свое срце Господ Исус Христос. И таа промена што ќе ја направи Бог во твојот живот, не може никој друг да ја направи. Ти благодариме што одвои време да го слушаш и да го гледаш овој подкаст. Нека Бог те благослови и те води во новиот живот со Него. Те поздравуваме и се гледаме во наредна епизода. Пријатно!